Добре дојдовте во процес. Постои ли опасност од епидемија на ХИВ и СИДА во државата? Средствата од глобалниот фонд за оваа намена секнаа, а владата драстично го намали буџетот, така што Македонија е пред голем предизвик. Како ќе се справи со овој глобален проблем? На оваа тема разговараме со Христијан Јанкуловски, извршен директор на ХОПС, и Елизабета Божиновска од ХЕРА и двајцата од платформата за ХИВ, составена од 16 невладини организации. Ке има ли пари за превенција за наредната година токму за оваа намена, со оглед на тоа што буџетот е скратен од 65 на 27 милиони денари, со оглед на тоа што глобалниот фонд веќе си заминува, завршува проектот, пари нема. Пред каков предизвик сме исправени? Очекуваме дека средства за превенција ќе има до крајот на јуни 2017. Бидејќи Македонија е земја со средно висок развој и со ниска стапка на ХИВ, со тоа не ги исполнува условите да бара повторно средства од глобалниот фонд. Затоа глобалниот фонд остава државата сама да си ги превземе обврските понатаму, така? Глобалниот фонд ова го кажа на Македонија уште на почетокот на 2012 година, кога добивме средства за 5 години. Посебно во последните 2 години, 15 и 16, кога ја потпишавме втората фаза од имплементација на грантот, беше кажано дека овие 2 години ви се последните 2 години од имплементација и со тоа немате ни шанса повеќе да аплицирате и ви се фаза на транзиција. Обврска на државата да преземе. Значи, цело време граѓанскиот сектор алармираше што ќе се случува и дека државата навремено треба да превземе пред се во насока на превенција, бидејќи над 90% од средствата кои што ги има Македонија за програмата за ХИВ-СИДА, значи државниот буџет и глобалниот фонд, се за превенција. Во почетокот на септември Националниот координативен механизам го испрати барањето до глобалниот фонд од остатоците на средства кои што би останале до крај на оваа година да се искористат во следниот период. Глобалниот фонд сега треба да одлучи дали тоа ќе ни го дозволи. Значи да скрпиме во првите 6 месеци од... Да. И тоа беше целата идеја. Знаејќи ги целиот контекст политички, социјален, економски во Македонија, посебно последните 2 години, да, 6 месеци глобалниот фонд финансира, а понатаму да преземе Република Македонија. На тој начин ќе се даде простор на државата да дополнително се подготви. И ние на почетокот бевме среќни, бидејќи програмата за ХИВ-СИДА од 2011 година наваму од 8 милиони денари, во 2014 година се зголеми на 22 милиони денари, за да во 2016 година стигне на 45 милиони денари, кои што во јуни се ребалансираа на 35. Експертите направија проценки во Македонија. И тоа експертите се од Министерство за здравство, ангажирани лица кои што ги познаваат програмите, кои што работиме заеднички повеќе од 12 години, дека за 6 месеци во Република Македонија ни се потребни, зборуваме од јули до декември, ни се потребни 65 милиони денари, од кои 32 милиони денари за терапија и 33 милиони денари за превенција. На тој начин ќе се одржи ова кое што го имаме. И добивме ситуација понесување на буџет во собрание и усвојување од 27 милиони денари. По која математика се водело Министерството, не знае. Побаравте ли одговор од нив? По која логика, по која математика се воделе до сега? Значи имавме на состанок пред повеќе од недела дена со кабинетот на министерот. Нивното образложение е следно. Не се секирајте, пари ќе има. Бидејќи тендерот... Тоа ви го вети министерот? Не, тоа бе кабинетот на министерот. Значи тендерот за оваа година ќе заврши некаде октомври месец, во текот на ноември ќе добиеме терапија и ние ќе бидеме покриени во цела 2017 година со терапија. Не се секирајте, а за превенција доволно ќе бидат овие 27 милиони денари, сите вас ќе ви ги дадеме за превенција. И тоа математика да кажува нешто друго.
Ако може тука само да се надополнам на Кристијан, значи математиката беше дека по заменувањето на глобалниот фонд, и тоа Христијан веќе спомна, констатирано од страна на домашни експерти, ангажирано од страна на Министерството за здравство со поддршка на глобалниот фонд, дека ни се потребни најмалку 65 милиони денари, и тука соборуваме само за терапија, таа е таа бројка само за терапија во текот на целата година и само за превенција во текот на овие 6 месеци. Меѓутоа, за активностите за превенција кои што се наменети за клучните популации, кои што ги спроведуваат граѓанските организации ширум државата, и овие средства се однесуваат само на тоа. Тука не влегуваат никакви долгови доколку државата ги има, ние подосна може да разговараме дека ги има. Никакви останати активности за превенција кои што евентуално беа финансирани со досегашните превентивни програми за ХИВ. Ние добивме реакција веднаш после нашиот протест, затоа што ова е процес уште минатата недела, кога го видовме буџетот, веднаш реагиравме. Најпрво се обративме до Националната комисија за ХИВ, секако националниот координативен механизам. Се обративме до собрание за промена на состојбите. Меѓутоа, откако добивме информации дека не може ништо да се направи, дека во година на кратење тој ќе биде буџетот и евентуално дека може в година да се зголеми, ние вчера излеговме на протест, каде што јавно, можеби подоцна, побаравме и од собрание и од влада да се направи корекција на истото. Зошто? Ние сметаме дека една сериозна држава, Министерство за здравство, сериозна јавно здравствена институција, се што планира за следна година мора тоа да се одрази во рамките на буџетската ставка. Ме интересира, реагираше ли донаторот на сето ова? Ќе дојдеме и до протестот и до реакциите. Само уште еден момент. Министерството рече на состанокот, представниците од кабинетот, дека не се секирајте, ние имаме собствени пари. Министерството има собствени пари, кои што се преце од акцизите за алкохол и тутун, од издавањето на решенија, лиценци и така натаму. В година, кога ќе видиме колку ќе треба дополнително, ние во мај, јуни ќе додадеме. Ние викаме, тоа треба да видиме во буџет со јасна ставка. Не може да одиме, веќе не веруваме на усмени ветувања. После испакањето на писмото на пратениците, барајки да сите пратеници подржат амандман за зголемување на буџетот на пресметани колку средства треба. Ние зборуваме со факти и аргументи, тоа е пресметано колку треба. Немавме воопшто никаква реакција. Затоа го известивме Глобалниот фонд, кој што испрати писмо. Директор на Глобалниот фонд. За гледачите, Глобалниот фонд е меѓународна финансиска институција, јавно-приватно партнерство меѓу владите на донаторските земји и земјите кои што имплементираат за сида, туберкулоза и маларија. Во Македонија, во овие 12 години, има донирано 30 милиони долари за сида и туберкулоза. Писмото е испратено до премиерот, до министерот за здравство, министерот за финансии и до председателот на собрание. Истовремено испратено до Националниот координативен механизам, кој што е одговорен за имплементација на грантовите, тоа е мултисекторско тело од сите ЮН агенции, верски заедници, граѓански сектор, Министерството за здравство. Што велат во писмото? Во писмото многу јасно стои дека се длабоко загрижени за кратењето, односно неставањето на соодветен буџет за кој што платија, бети може да се наврти на Оптима, истражувањето кој што, анализата кој што беше направена претходната година со сите модели, се длабоко загрижени, тие го платија тоа, и дека треба врз основа на математиката направена да се стават овие средства. Бидејќи доколку и бети ќе се осврне на бројките од Оптимата, што значи тоа за Република Македонија. Не знаеме дали одговор од сите највисоко поставени донесувачи на одлуки му одговорија на Глобалниот фонд. За таа информација немаме. Што значи? Она што исто така е важно и зашто ние зборуваме за овој буџет, што значи овој буџет за нас? Глобалниот фонд по 13 години се заминува од државата. Сите ефикасни, ефективни програми кои што беа спроведувани до сега, дозволија Македонија овозможија ние да имаме една контролирана ХИВ инфекција. Македонија се уште земја лидер со ниска ставка. Ама и лагодно си се однесувавме затоа што веќе имавме донатор. Секако. Да. Си бевме лагодни. Точно. Мислам, самите бројки инвестиции сега ни кажуваат. Зошто? Глобалниот фонд со самата донација, со сите изминати грантови кои што беа подпишани меѓу другото со Министерството за здравство како примател на овие средства, самата држава се обврза со примањето на овие средства за формирање на огромната инфраструктура, исто кој што ќе се осврниме со ширум
превентивни центри низ цела Македонија, државата се обврза по заменувањето на донаторот, по сите овие инвестиции кои што се навистина големи, 30 милиони долари. Не само човечки ресурси, не само обучени сензитивни кадри, тоа се центри, вложувања, луѓе, опрема, опфат, доаѓаме до огромен број на корисници поради што ја држиме под контрола инфекцијата, меѓутоа државата после тоа се обврза овие основни превентивни сервиси да ги одржи. Зошто? Затоа што се животоспасувачки, затоа што ја контролираат инфекцијата и затоа што нема да дозволат да имаме епидемија за ХИВ. И ние тоа 13 години успешно го направивме. Сега е време сите овие ветувања да се исполнат. Се знае како преку буџет, преку инвестиции, преку финансирање на оно што минимум државата мора да го направи за да одржи под контрола инфекцијата. Анализата од Светска здравствена организација, меѓу другото, од Министерството за здравство и други најрелевантни организации од Обединетите нации или организации кои што работат на ова поле, ги направи овие математички моделирања за сите можни сценарија, што доколку инвестираме, што доколку не инвестираме, што доколку го оптимизираме, значи со средствата што ни беа на располагање изминатиот овој период, кои што беа значајно големи затоа што инвестираше глобалниот фонд, што доколку тие оптимално ги инвестираме, што ќе направиме следни 15 години до 2030 година. И овој документ е важен за креирање на идни стратегии во земјата и секако на национално ниво правење на националните буџети годишни, за тоа како ќе се движиме. Самите резултати покажуваат од истата оваа проценка за кој што стои Министерството за здравство дека доколку се оптимизира цел овој буџет кој што ни беше на располагање изминатите 2 години кога Глобал фонд беше тука, ние ќе спречиме дополнителни 860 нови случаи на ХИВ, односно 290 смртни случаи од ХИВ до 2030 година. Ова бројка е уште поголема доколку воопшто не се финансираат ХИВ превентивните програми, затоа што математиката тргнува од она што досега сме го инвестирале, вика ако се оптимизира истото, таму каде што треба, каде што се докажани ефикасни самите ефективни ефекти од сервисите, ние ќе спречиме практично да имаме епидемија на ХИВ. И она што многу години наназад го зборувавме, изминати 3-4 години, час поскоро да го зголемиме буџетот. Час поскоро механизми сите овие услуги. За тоа уште од 2013 сме имале дебати дури на вашата телевизија. Ние практично зборуваме сега овој буџет што значи. Значи почеток, сигурен почеток на епидемија на ХИВ, раст на нови инфекции, односно нови случаи на смрт, заради одлуката која што не може, ниту гарантира, ниту ќе овозможни овој буџет, ние да ги одржиме превентивните услуги за ХИВ, а тука се во опасност и самата терапија може подоцна да се осврнеме и на реакцијата од Министерство, каде што со факти, со аргументи кажуваме, буџетот е мал, мора да се зголеми. Сега, во моментот, пред да замине глобалниот фонд. За 6 месеца, ние немаме време, веќе 6 месеци ќе поминат веднаш. Ние не само што немаме, ако не го обезбедиме буџетот, ние треба и сериозни други механизми да создадеме како овие граѓански организации ќе ги финансираме, кои се најдобрите модели и тоа треба да се случи без прекин, ниту еден месец прекин. Еден месец прекин значи се паѓање во вода. Како изгледаше тоа на терен? Превенцијата, така, практично да покажеме да може да разберат луѓето. Кико, ако ми дозволиш, само кратки информации во интерес на времето. Значи, изминати 13 години над 15 граѓански организации работат во над 14 градови низ државата. Значи, сериозни центри за ХИВ, како теренски, така стационарни, во кои што секојдневно. На годишно ниво се опфаќаат над 15.000 корисници, односно семејства, кои што се во групите од особен ризик под ХИВ, за кои што секојдневно е потребно да им се обезбедуваат превентивните средства. Во овие центри секојдневно може да дојде до лубрикант бесплатен, кондом, стерилна опрема за инјектирање за лицата кои што користат дрога, исто докажано превентивно средство, дека лицата кои што користат, доколку дрога, ќе се намали штетата доколку секојдневно имаат пристап до стерилна опрема за инјектирање за да не настане последните години, ХИВ, односно хепатитис С. Заради сите овие интервенции, ќе зборувам кај корисници на дроги. Ние немаме случаи на ХИВ кај корисници на дроги. Ние немаме случаи на ХИВ кај сексуални работници, бидејќи на дневна основа во центри, на терен, даваме игли шприцеви, ги враќаат, ги спалуваме, добиваат едукација, подошка. И многу повеќе знаат за ХИВ-сида, како да превенира заштат, него општата популација во Република Македонија. Го правите она што треба да го прави државата, што треба да го прави. Државата не може да го прави. И зошто е ова важно? И на
анализи кои што покажуваат, нас не се најважни групите од особен ризик под ХИВ. Зошто? И ние сме земја со ниска стапка на ХИВ и Со затоа најниска стапка на ХИВ во цела југоисточна Европа. Пак ќе речам благодарение на ефикасната превенција до сега, на ништо друго. Групите под особен ризик можат да се опфатат исклучиво од страна на граѓанскиот сектор, исклучиво на организации кои што работат на терен, кои што се блиску до заедниците, тоа ние го имавме изминатите 15 години, односно таму каде што јавно здравствениот сектор не може да стигне, не само кај нас, нема капацитети на јавна здравствена институција на терен да работи. И затоа викаат и глобалниот фонд. Клучни се граѓанските организации и сите овие услуги, само уште менче ако ми дозволува времето, ќе спомнам за мобилната лабораторија како пример, која што функционира од 2007 година. Бесплатни ХИВ скрининг тестови за сите. Ние овој модел го воспоставувавме од 2007. Чекор по чекор се воспоставувани програмите. Прво во Скопје, па проширено низ цела држава, за да стигнеме до еден модел, мобилна лабораторија, каде што за неполни 15 минути граѓаните може да го направат ХИВ тестот, да го дознаат статусот. Зошто е тоа важно? Навременото ХИВ тестирање е клучно во превенцијата за да луѓето пристапат до третман. Само преку овој сервис, овие мобилни лаборатории, на годишно ниво упаќаме 4000 корисници од маргинализираните заедници. Никоја здравствена институција нема да ги опфати. Последните 3 години најмалку 1/3 од сите дијагностицирани во државата се токму преку овие скрининг тестови кои што се прават во мобилните клиники, менаџирани од граѓанските организации и каде што имаме рана дијагноза. Луѓето секојдневно, постојано, навремено се тестираат и во случај да имаат ХИВ позитивен статус, веднаш се препраќаат до сервисите за терапија, кои што истовремено пак е исто така превенција. Со ХИВ денес се живее. Ако навремено се открие ХИВ инфекцијата и се започне третманот, а ние сме подписници на сите меѓународни договори кои што се вика тестирај и лекувај. Тоа значи дека ако денес се открие и се потврди случајот, дека од следниот ден веќе треба да се направи план за да почне лицето на третман. Затоа што ќе живее како сите ние што живееме, нели, во својот животен циклус, доколку терапијата е навремена и комплетно се зема. Од друга страна, терапијата и превенција. Луѓето кои што примаат терапија за ХИВ не може да го пренесат вирусот. Значи се држи количината на вирусот ниско, луѓето живеат квалитетен живот, семеен живот и може да функционираат најнормално како секој човечко суштество. Значи да не се прави бауки, страф, леле ХИВ, леле живеат со години, нема никаков проблем околу тоа. Меѓутоа треба да има средства и за превенција и за терапија. Токму заради тие средства се држеше под контрола ситуацијата. Апсолутно. Како се трошеа парите до сега? Имате ли информација? Еве, Министерството. Така, значи не е ХИВ превенција само игли, шприцеви, кондоми, лубриканти, едукација, тестирање. Превенција како корисници на дроги и ставањето на третман на лекување на зависности, за кој што е друга тема и кој што е сериозна и за кој што се уште има предизвици. Значи ставањето на лекување на зависниците од друга на лекување на зависноста е превенција. Две програми има во државата. ХИВ, СИДА и зависности. Зависности покрива лекување со метадон и бупренорфин. И државата тоа го преземе од 2012 година наваму. Беше услов да ги добиеме овие 5 години средствата, преземете ја терапијата. Со Македонија има многу одамна програма заштита на населението од ХИВ-СИДА и со години се зголемувала. Меѓутоа најголем дел од програмата отпаѓа на терапија. Зошто? Затоа што превентивните активности ги покриваше глобалниот фонд и се уште ги покрива и ќе ги покрива, се надеваме до крај на јуни следна година. Меѓутоа, остатокот од средства може да користат само јавно здравствени институции, бидејќи нашите закони дозволуваат оние кои што се јавно здравствени институции може да користат средства од Министерството за здравство. Оно што бете спомнато дека ќе имаме предизвици и кога би имало пари, како граѓанските организации ќе бидат контрактирани да ги добиваат тие средства. Центрите за јавно здравје се корисници, најчесто дело за тестирање, Институтот за јавно здравје, Институтот за епидемиологија и таму имаме тестови, имаме едукации по училишта за кои што нема направено никаква евалуација, колку се ефикасни, не се ефикасни, кои знаења ги добили учениците. Јас, моје лично ќе кажам дека ако вие во една физкултурна сала соберете 250 деца и ги едуцирате, тоа не е едукација. Флаери, некакви кампањи, да се оправдаат средствата. Значи, тоа се неколку милиони денари, меѓутоа тоа е сепак средства кои што согласно нашата национална стратегија за ХИВ не се фокусирани. Стратегијата е многу јасна.
треба да се оптимизира, да се фокусира каде се инвестираат средствата. Меѓутоа, нашата пракса покажа сите овие години е копирање и печатење, нели, на програмата со зголемување на терапијата пред себе, бидејќи се зголемува бројот на случаи, нормално ти вика имаме повеќе случаи со зголемува инфекцијата. Не, бидејќи заради овие сервиси кои што ги имаме, ги откриваме случаите и навремено ги ставаме на третман, луѓето да не умираат. И значи програмата на шема. Не само за програмите не се планираат. Ако правилно се планира, па биле 27 милиони денари. Сериозна институција, кога планира, ќе ги викне сите засегнати страни на маса и ќе разговараат. Што треба да се направи, кои цели сакаме да ги постигнеме, кои интервенции ќе се прават и кои треба за секоја активност да биде одговорен. Ние бевме викнати пред неколку години, меѓутоа наративно бевме ставени во службен вестник, меѓутоа буџет никош не добивме. Оваа година ставија и буџет, министер донеси одлука, мај-јуни оваа година да здруженијата на граѓани имплементираат од националната програма 1.800.000 денари, одлуката се направи, министерство направи критериуми, кој процес така натаму, огласот до ден денес не е објавен, а годината ќе заврши и ние не може да го тестираме системот, како министерство виднина ќе финансира превентивни активности имплементирани од здруженијата на граѓани кои што само тие доаѓаат до ранливи групи. Несериозен. Само кратка интервенција тука, изминатиот период од каде доаѓа нашата изненаденост и за вкупниот буџет, меѓутоа и секако сакратењето. Имаше консултативен процес кој што ветуваше дека земјата сериозно ќе ги превземе она што го ветила, а тоа беше наше учество на членови од платформа во изготвување токму на овие клучни активности превентивни кои што треба да ги содржи следната година програмата. И она што беше договорено е дека во најмала рака ќе содржи третман следната програма, затоа што државата во моментот само преку оваа програма третманот за цела година ќе го обезбеди дополнително минимум овие основни 33 милиони денари за основни клучни сервиси за клучни популации во ваков лимитиран буџет и секако државата има можност ако има повеќе пари и за други активности да ги даде, вклучително и центрите за јавно здравје и така натаму. Меѓутоа она што е многу важно, самата Оптима кажа, се што е едукација, се што е кампања, тие не се ефикасни, особено ако располагаме со многу ограничен буџет, не се ефикасни средства за спречување на ХИВ и првично средствата, како што кажа, треба да одат таму каде што глобалниот фонд досега инвестираше. И овие останатите аспекти секако се важни, никој не ги оспорува, меѓутоа има институционални механизми како да се направат. Врснички едукации во училиштата, сексуално образование во училиштата, во курикулумите на здравствените работници. И тоа е тоа системски каде што ние ќе се едуцираме, нема потреба од спорадични едукации да се прават по училишта, се знае тоа системски да се направи според програма, тоа да се евалуира, да имаме резултати, да направиме нова, значи нешто што значи поголема сериозност за наредни 2030 година, како да се информира. Стратешки. Во четвртокот граѓанските организации имавте протест и му кажавте на надлежните од опасноста од ХИВ и СИДА. Но наместо одговор од нив добивте реакција во која што се вели дека има доволно буџет со буџетот со програмата за хепатит С за зависниците, чинам таа програма, преку програмата за зависниците. Ова е многу важно да се... Глобалниот фонд не само што инвестираше во Македонија за превенција на ХИВ и за туберкулоза и лекови и така натаму, инвестираше за третман на хепатитис С за зависниците од дрога, кој што се најмногу погоди. Во 4 години инвестираа повеќе од 2 милиони евра за третман на хепатитис С. Станува збор за над 160 лица кои што се лекуваат. Обврската беше на државата да со завршување на финансирањето за третман на хепатитис С, државата да преземе лекување за хепатитис С. Ние немаме програма за лекување на хепатитис С. Кога го видов моментот, веројатно Бети ќе дополни, не се точни бројките, 27 милиони се за од ХИВ програмата, а 25 милиони се од програмата за зависности, вкупно се 52. Ако може тука да интервенирам. За третман на хепатитис С. Супер ставиле пари за хепатитис С. Меѓутоа, веројатно скратиле за метадон, буprenorfin и други интервенции за лекување на болести на зависност.
Ако на тие 70, колку и Бети ќе спомне се милиони денари, даделе дополнителни 25 за лекување на хепатитис С, колку што финансираше на годишно ниво од прилика глобалниот фонд, како ми супер, државата размислила одлично дека ова е клучно прашање за државата. Бидејќи лекувањето на хепатитис С е многу скапо, а последиците да се третираат, каде што најчесто луѓето после 5-10 години добиваат цироза, рак на цандроб, чинато уште многу повеќе. Тоа се плаќа од фондот за здравствено осигурување, од министерството, и тогаш трпат и самите здравствени институции и влегуваат во загуби. И дали овој буџет кореспондира со буџетот за ХИВ и СИДА? Значи, прво ќе се вратам на главната тема, затоа што тоа е многу важно да се вратиме на вистината и за нашите барања за протестот, а после ќе се дополним и со демантот на министерство. Кој е нашето барање? 27 милиони денари. Се малку, потребни се 65 милиони денари, она што првично беше планирано, за превенција и за терапија. И сега и сметаме дека тоа е најмалку што може оваа држава во овој момент да го направи. При тоа Министерството реагира со две работи. Првата работа Кико веќе ја спомна. Значи дека наводно Министерството за здравство веќе има во друга програма, програмата за зависности, определено средства за ХИВ. Значи, прво тоа не е точно, зошто? Заради тоа што двете групи имаат тотално различни целни популации. Значи, одлично што Министерството за здравство доколку планира да ги згормили средствата за хепатитис С, тоа е одлично. Не знам како тоа ќе го направи, имајќи предвид дека сама во оваа програма за зависности минатата година била 78, тоест ова 2016 78, година е 72 милиони. Значи таа се крати, а Министерството вика ние ќе обезбедиме средства за хепатитис С. Но тоа е друга дебата. Тоа Министерството за здравство не како одговор на нашите барања може да им го објасни транспарентно на пациентите кои што живеат со хепатитис С и тука да се разговара, ама во друга дебата, како тоа ќе го обезбедиме, имајќи преди дека фактите друго зборуваат. Јас ќе се враќам на нашата дебата. Ние бараме зголемување на средства за ХИВ, за превенција и за третман. Втората теза од Министерство за здравство, со која што одговори на нашите барања, наместо сериозно да ги разгледа аргументите, беше дека Министерството за здравство има со набавката која што е во тек, односно која што неодамна заврши, дека веќе ќе има залихи за терапија за следна година. Ние тоа го споруваме и викаме, дури и да има набавка сега, дури е да е направена. Неизвестно е дали до крај на годината, до крај на 2016 година ќе има терапија за сите пациенти, имајќи пред 17, извинете, за сите пациенти. Тоа го искусивме со болните со дијабетес. Па и ние сме имали со ХИВ проблеми со терапија. Инсулини. Меѓутоа, Минче, ако дозволиш тука во однос на во однос точно на тоа, не само дека е неизвестно, тоа го потврди оној кој што човек кој што менаџира со државна клиника за инфективни болести, доктор, национален координатор на последниот состанок кој што рече не овие дури ова залиха, прашање дали и до кога ќе ни стигне за друга година. Што правиме почеток на 2018, кога исто така не може веднаш тендерската набавка за лекови да почне. Што значи на став дека минимум 6 месеца ние мора следна година да имаме за терапија. А колку се тоа средства? 16 милиони, најмалку. Јаве ги нашите математики. 16 милиони терапија најмалку за пола година, а тоа мора Министерството да го обезбеди. И тоа со оваа ставка, не в година од пренамени. Сега мора да ги видиме. 33 милиони превенција за 6 месеци за глобалниот фонд, исто најмалку. И да не заборавиме, 7 милиони долг од оваа година. Ние годинава ја ребалансиравме, Министерство ребалансираше програмата неодамна и од 32 се скрати ставката на 23 милиони денари, без при тоа да го причека тендерот за набавка, а тендерот беше 32. Што значи ние 7 милиони сме во долг. И вкупниот ова износ, минимум, еве дури да прифатиме дека Министерство за половина година ќе буџетира за терапија, минимум ни се 56 милиони. А при тоа, викаме дека ништо од моменталните корисници, ниту центрите ќе добијат средства, ниту клиника, ниту за ХИВ, никој ништо да не добие, најмалку се 56 милиони за ХИВ. Хепатитис С, го тргам сценариото, тоа е друга тема, метадонот исто го тргам на страна, ние зборуваме за основи овде. 56 милиони денари. Во најмала рака, нема аргументи ова некој кој што може да ни го оспори дека помалку од овој буџет ќе ни завршиш нас работа. И затоа викаме мора да ги обезбедиме постапка за јавна набавка, дотвориш постапка за јавна набавка, треба да имаш соодветен буџет. Не можеш да отвориш постапка за јавна набавка ако немаш буџет.
Значи, објавуваме тендер да набуваме лекови во јуни следна година, а немате пари. Каже, тоа е кривично дело. Вие не може да објавите тендер ако немате пари во ставката. Значи, тоа е невозможно. Од друга страна, што викат, ние до 200 до 220 пациенти од сегашната набавка ќе имаме следна година. Знаеме ли колку случаи ќе имаме следната година? Не знаеме. А викаме, откриен случај, треба да влезе на третман. Веднаш, според најновите протоколи. Според најновите протоколи на Светска здравствена организација, некој што ние сме подписници, сме се согласили дека го почитуваме медицината базирана на докази, на кој што Министерство цело време алудира. Ние овде се базираме на докази. На докази, комплетни докази. Ова драстично ќе ја промени сликата на Македонија за поднос на ХИВ. Од друга страна, граѓанските организации, ако не продолжат од јули следна година, кој ќе тестира? Кој ќе им ги однесе пациентите на клиника? Ќе доаѓаат во фаза кога веќе се во фаза на СИДА и кога имаат сериозен здравствен проблем и ќе згаснуваат човечки животи. Ова не е само здравствено прашање. Ова е и социјално прашање, ова е и економско прашање. Апсолутно. Затоа што ако сме сериозна држава, ваков демант на Министерство на податоците е несериозен. Несериозно да мешувате терапија за хепатитис С со терапија за ХИВ. Мисламе нонсенс. Тоа сакав да го искоментират. Меѓутоа, тука исто би додала, зошто е важно сега да се инвестира? Ние со ова одлука 16 годишни инвестиции фрламе во ветер. Сите организации клучна врата ќе стават за ХИВ превенција, 15.000 корисници надвор од системот и ние со овој буџет не штедиме. Ние за многу скоро, за 6 месеци, година нека биде, ќе имаме епидемија. Тие средства кои што понатаму државата треба да ги одвојува, да исконтролира штетата што ќе биде направено од новите случаи, значи уште поголеми средства ќе ни треба, практично ќе треба уште повеќе за превенција, уште повеќе за терапија, која што доживотно се зема. Еден пациент и штетата непоправлива. Значи буџетот не само што нема да штедиме, некој треба нас да ни објасни кој стои за одлуката. Ние како генерации не само што ќе умираме од ХИВ, од СИДА во 21 век, кога имаме превентивни средства, терапија и превенција. Кога имаме, немаме проблем никаков со ХИВ. Не само што човечки животи ќе бидат засегнати, буџетот ќе биде 3 до 10 кратно, зависи кога ќе интервенираме, пак да ја поправиме штетата, ќе биде оштетен. Значи ние уште многу повеќе треба да инвестираме. И затоа имаме доста примери од надвор. Јас само ќе спомнам Црна Гора и Србија за една година по заминувањето на глобалниот фонд. Какви се искуствата од таму? Искуствата, пак ќе викам, многу се екзактни. Бројките се толку јасни. Таму кај што се инвестира, кај што треба, во ефикасни превентивни средства за превенција на ХИВ, значи имаме контрола. Таму кај што не се инвестира, имаме епидемија. Србија, по повлекувањето на глобалниот фонд 14 година, само за една година, 15 веќе имаше од ниска стапка, висока стапка. Сега Србија е на чекор одново да се враќа. И таму глобал фонд инвестираше најмалку 10 години. Сега повторно се враќаат во ситуација кај што имаат висока стапка, треба да одвојат многу средства за терапија, многу средства за третман. Меѓутоа интересно на што кажавме зошто е важно сега да се инвестира. Граѓанските организации, тоа се случи во Црна Гора. Кога државата реши да не инвестира, граѓанските организации ставија клучна врата. Тоа се обучени луѓе. Тоа се со години градени сервиси. Луѓето си заминаа. По 6 месеци или година, кога им се случи исто епидемија, државата рече чекајте сега да инвестираме. Немаше каде да инвестира. Значи тоа се одново обуки, луѓе, мобилизација на заедници, значи цела таа инфраструктура која што чини многу пари, многу време, човечки животи да не правиме муабет, треба сега да искористиме. Ако затворат клучна врата 16 граѓански организации, луѓето ќе заминат на друго работно место, значи ќе нема кој да ги раководи тие организации. Утре државата треба да инвестира повторно во, како викаме, јакнење на капацитетите. Тоа е процес, чини пари и непотребен. Црна Гора се сочува, сега нема каде да инвестира, имаше граѓански организации. Да учиме, значи имаме бројни примери, можеби Кико ќе спомни и други, значи бројни примери кажуваат. Нема инвестиција, имаме епидемија. Затоа алармираме 13. Источна Европа, какви се реакциите во светот? Европа е единствената од регион во светот каде што има зголемување на стапката на ХИВ. Во Африка континуирано паѓа. Значи Европа се уште има зголемување на стапката на ХИВ, а посебно југоисточна Европа каде што сме во состојба на неможност за пристап до меѓународни фондови, неможност да пристап до европските фондови за да се превенира штетата која што би ставало вина. Реакциите, право ви кажам, значи глобалниот фонд е меѓународна институција,
во која што донаторските влади на најјаките земји економски правително се Реакциите инвестира. на другите држави на Од комуницирате, земја пример, Шокантно. од земја примерна, почнавте процес, направивте план за транзиција, правите критериуми како граѓанските организации добиваат пари. Треба да се стави само момент. Еве го механизмот, еве ги средствата. До тој чекор сме дојдени. До финалниот чекор сме дојдени. Ние ќе бевме една од земјите ретки каде што државата ќе преземе одговорност и ќе финансира, ќе инвестира таму каде што е потребно. А нашата организација е членка на Световното тело на Европската унија за ХИВ. Следната недела има состанок во Луксембург. Што ќе им кажете? На коде што ние ќе обозложиме дека ние, граѓанските организации, кои што се 40 организации, Советодавно тело на Европската унија, што да се прави во овие прашања, ќе им кажеме дека еве, ние нема да имаме доволно буџет, бараме ваша поддршка, поврзано со ово прашање. Очекуваме да и владата, и министрите, и собранието му одговори на глобалниот фонд. Лично не можам да се помирам да министерот за здравство, кој што е кој што упатен во целата оваа во 2005 проблематика. година работеше на проектот на глобалниот фонд како правен советник. Ако не беше неговите први вработувања. На рамо до рамо работевме заедно и многу добро знае што значат овие интервенции. Многу добро знаат кои се ефектите. Треба да застане сега лично, како Никола Тодоров, не како министер за здравство, и да каже пред влада, пошто е вице-премиер, и пред собрание. Ние коригираме буџет, треба да се стават средства. Мислам дека е најмалку што тоа што може да добиеме, затоа што повеќе од година дена работеше на проектот, кај што партнерски работевме. И до добавањето на ваков буџет ние партнерски работиме. И сега работиме на имплементацијата партнерски. Меѓутоа, не се слушаме едни со други. Дека ова што го правиме е државен, јавен и надпартиски интерес. Сите 123 пратеници да гласаат и бараат зголемување амандман, цела влада и сите министерства. Затоа што спасуваме човечки животи. Очекувате ли од собранието, еве, имате поддршка од некој од пратениците? Ние Очекувате ли? Дури ние како дека граѓански собранието нешто организации, ќе издейства? викаме, моја перцепција лично е дека ако има волја, никаков проблем нема овој буџет да се зголеми. Да не заборавиме. Лани беше 45, годинава баравме 65, 20 милиони денари. За ние Македонија да немаме епидемија в година. 20 милиони во држава кога имаме рекорден буџет. Нема изговор. Аргумент некој кој што ќе го каже, донесуваш на одлуки кој што ќе рече, ние не можеме 20 милиони денари да издвоиме за оваа проблематика која што в година 10-кратно повеќе ќе не чини. Така да верувам дека и очекувам парламентот, Министерство за здравство, финансии, влада ги имаат механизмите. Ако сакаат надпартиски, здружено, во име на граѓаните, здравието, благосостојбата. Ова е социјално, здравствен, социјален проблем. Да, ако сакаат да донесат одлука врз основа на аргументи, може тоа да го направат час поскоро. Може, јас знам и верувам дека има механизми ако се има волја, во спротивно да се донесе одлука за кратење на овој буџет, кога знаеме дека ќе ни умрат толку многу луѓе, толку нови ХИВ инфекции, во најмала рака е крајно неодговорно. И некој, за нас, одговорноста тука престанува. Еве, алармираме долго време. Критички, и тоа не е ни критички осврт на темата, само е рационален, аргументиран и во име на граѓаните. И нашата одговорност тука завршува. Ние не можеме да смениме одлуката. Одлуката е таму кај тие што носат одлуки. А ние алармираме. ХИВ ќе има, епидемија ќе има, само некој треба да ми излезе на граѓаните да речи да, со оваа одлука јас ќе го спречам ова без проблем, односно со оваа одлука јас викам нека умираат луѓе од СИДА во 21 век, покрај сите докази од кои што дел се сопствеништво на Министерство за здравство. Затоа викам, ако се има волја, час поскоро механизми има. Ќе се здружат политички партии или влада ли ќе реши министерство, значи имаме докази, нека донесат одлука која што ќе оправдаат пред граѓаните и ќе биде во интерес на здравието на граѓаните. Добро, ние медиумите заедно со вас ќе продолжиме да вршиме притисок, да укажуваме нели на оваа погубна политика однос на ова прашање. Ви благодарам на разговорот. Благодарам. Благодарам за поканата.